демнењето го регулираме во кривичниот законник, е дело кој што може да превенира многу потешки кривични дела, кои што ги загрозуваат физичката безбедност и сигурност на жртвата. Кај нас, во однос на сексуалното насилство и во однос на сексуалното вознемирување, има статистика дека секоја една четврта жена била на некаков вид изложено на напад од сексуална природа. Но пријавувањето до полиција, како прва институција во прва линија која што се јавува, е минимално, односно само 2%. Повторувањето на насилство, на кривично дело од лица во кое што треба да веруваме, кое што ни е блиску, со кое што живееме во истиот дом, е многу посериозно кривично дело него да биде сторено од непознат. Затоа што одбраната на жртвата е помала. Одбраната кога живее жртвата заедно со сторителот и му верува и сака да гради со него иднина, таа не спрема одбрана према него. Многу од роковите се надминати, како што се предвидени во националниот акцијски план, и од тука произлегува и потребата за негово ревидирање. Мал прогрес има во согласувањето на законодавството, но тоа е минимално, додека па најслаб прогрес има во однос на спроведување на активности за превенција. Сега во оваа состојба во која што се наоѓаме со години наназад, случајното насилство, преживеаното насилство влие само врз животот на жртвата. Таа се иселува од домот, таа бара ново живеалиште, многу често бара нова работа, доколку е демната и вознемирувана на работно место, остана на сторителот. Значи таа го минува целиот свој живот за да избега, а сторителот останува во својата комфортна зона да прави се што ќе посака, нели, во моментот, и без да постои страв кај него дека ќе биде казнат. Она што можеме да работиме во иднина и што треба да ни биде приоритет е да продолжиме да градиме свест и капацитет за ненасилно однесување севкупно, а најмногу кај мажите да промовираме така наречена позитивна машкост, која што ќе овозможи да имаме ненасилно однесување кон жените и однесување кое што нема да биде со надмоќ врз жените.